Дами и господо, добре дојдовте во уште едно ново издание на Другите вести. Единственото место во етерот кое е фокусирано на оние вистински новости кои другите телевизии избегнуваат да ги коментираат. Другите вести не се ослонуваат на вештачка интелигенција, па фала Богу ниту на реална интелигенција, туку ние нашите вести ги добиваме директно од најдоверливите извори во земјава. Навидум пензионираните доушници на УДБА и локалните и регионални интернет портали. Моето име е Кирил Зарински, а ова се Другите вести. Немирот на коловозите продолжува, а се повеќе возачи се казнети во засилените акции на полициските сили во земјава. Минатата недела беше уапсен и кавадарчанец, кој возел со 1,98 промили алкохол во крвта. Порано работите беа поинакви. Порано во Кавадарци со 1,98 промили се полагаше за возачка. Минатото издание се обидовме да дадеме одговор на вашите прашања, со цел подобро да ја запознаете редакцијата на нашиот Само ТВ канал. Сепак, во целиот тој занес и возбуда, пропуштивме да одговориме на едно прашање од нашиот верен гледач Газики. Длабоко се извинуваме за овој пролапс и се надеваме дека со одговорот кој следува ќе ја надополниме празнината која ја оставивме во вас. Па, прашањето вели: прашање за и до редакцијата. Дали сметате дека можеби името на вашите профили Само ТВ К Анал не наведува погрешно кон друга содржина? Сепак, како медиум мислам дека сте посилни од само сензационалистичко име. Вели, оставам сенка на сомнеш дека се работи за сублиминална или скриена порака за оние кои си ја имаат мувата на газот. Благодарам за евентуалниот одговор. Господине Газики, потенцијалните сублиминални пораки кои вие наводно ги забележувате во нашите содржини, веројатно не се должат на намера од наша страна да го наведеме гледачот кон одредени заклучоци, туку можеби се производ на вашата волја и желба да забележите нешто што во реалноста не постои. Се надеваме дека ќе останете со нас и сега, додека сме во говна до јајца, што би се рекло, за да можеме заедно да уживаме во успесите, кога Само ТВ канал ќе биде запишан во аналите на македонската медиумска сфера. Се надевам дека сега сте задоволни, штом толку ви зинал газот за одговор. Одиме и со другите вести. Инспектор од Македонска каменица запалил службени документи и предизвикал пожар во полициска станица. Испадот се случил откако во полициската станица не знаеле дали човекот, инаку роден во Македонска каменица, да го заведат како македоно-каменичар, македонски камен, каменичарче, камењар или пак едноставно како македонец. Скопје влегува во нова ера на урбан развој. Главниот град ќе ја добие својата прва подземна сообраќајница, која ќе се гради на потегот од Подлимак до влезот во населба Кисела вода. Проектот, кој го најави градоначалникот Орце Ѓорѓиевски, има за цел да го растовари централното градско подрачје и да воведе современи сообраќајни решенија по европски стандарди. Така што скопјани, внимавајте, наскоро ќе постои уште еден начин да загинете во сообраќај. Овој пат под земја. А во вестите од светот, Apple најави дека ќе продолжи со зголемувањето на дебелината и тежината на нивните промодели на iPhone. Спротивно на нив, Victoria's Secret најави дека ќе продолжи со намалување на големината и тежината на нивните промодели на ревијата на Тајните ангели. Се работи за случај на обратни тенденции во двете индустрии.
Продолжуваме со вести од светот на модата. Модните експерти го избраа парчето облека што ќе биде аут оваа есен, кој тие велат дека никому не му стои добро. Се работи за ова сако. Моето. ДНК-та на Хитлер ги откри неговите мрачни тајни. Генетичарите од Британија тврдат дека конечно го дешифрирале ДНК профилот на Адолф Хитлер 80 години по неговата смрт. Примерокот бил извлечен од локва крв на фотелјата во бункерот каде што нацистичкиот лидер наводно извршил самоубиство. Наодите велат дека склоноста кон ментални болести нема никаква врска со неговата личност, но сепак постојат одредени индикации дека нешто не било во ред со човекот. Ама, знаете како? Не е убаво да се зборува лошо за човекот откако ќе умре. Особено ако човекот е важен германски државник, како Адолф Хитлер. Популарниот актер Брус Вилис веќе подолго време боледува од неизлечива болест, а неговата млада сопруга неодамна изјави дека веќе донела одлука да го донира мозокот на актерот по неговата смрт. Имено, мозокот ќе биде дониран во гостилница Чамо и ќе биде достапен како дел од нивното зимско мени. Од режија ми јавуваат дека имаме прилог од нашиот редовен дописник Џими Ѓуров, кој периодов будно ги следи случувањата во Србија, поконкретно во Ниш, каде што протестите на жителите се во полнек. Џими, каква е ситуацијата во Ниш? Се наоѓаме во Ниш, токму тука пред најголемата фабрика за нишесте на Балканот, каде што не начека не секојдневна гледка, од која колку и да си човек од крв и месо, ќе се скамениш. Теренот тука повеќе изгледа на буниште, отколку на нешто друго, или подобро кажано, не личи на ништо. Неодамна беше поднесено барањето да се среди теренот околу фабриката, но барањето веднаш беше поништено. Или подобро кажано, договорот, што одамна беше подпишан, сега веќе е прогласен за ништовен. Пошто Нишли, револтирани, излегоа на улиците и побараа нивниот град повеќе да не биде уништуван од страната на власта, која ја опишаа како сениште. И додека председателот Вуќиќ се жали дека животот му е во опасност бидејќи снајпери го држат на нишан, жителите на Ниш го прашуваат до кога ќе ни ги полниш главите со глупости и ќе се преправаш дека не помниш што ни вети пред последните избори. А тој одбива да зборува за ситуацијата. Од него што се вели ни А, ни Ш. Односот помеѓу власта и граѓаните е видно разнишан и кој знае дали може да се поправи. А Ниш, еден град убав, преубав. Очи тука да отвориш, од убавина ќе се скамениш. Тука да се расониш, ќе ти е мерак да постоиш. Тука да живееш, ќе сакаш секого да го поканиш. Со друг град, Вуќиќу, е тешко да го замениш. За другите вести, директно од Ниш, вашиот дописник Џими Ѓуров. Добро, сега може да ме затемниш и ајде да се тргнеме од пред министерство и да идеме да земеме една банишка, оти сум гладен. Ајде, иш. Ти благодарам, Џими. Ви благодариме што останавте до самиот крај на уште едно издание на Другите вести. Бидете со нас и следната недела, за да ги дознаете сите новости за кои другите телевизии се преплашени да зборуваат. Јас сум склон на лажење, а вие сте најдобрата, најпријатната, најлојалната публика што човек може да ја посака. Довидување!